Откако ја уклучивте пумпата и го сетиравте распоредот за работа, одете во менито за да видите што прави уредот. Со левото дугме вртиме по менито, влегуваме во информациите и најважни работи во тоа подмени, кои први треба да ги провериме се сензори и актуатори. Кликнувате во актуатори и таму ќе видите дека има информации за пумпата, компресорот, резервните греачи и сл. Најважно тука е да видиме дали главниот термостат е вклучен или исклучен оф. Доколку е исклучен, треба да ги проверите надворешните врски жици, доколку е вклучено, тогаш пумпата треба да прави нешто. Се враќаме назад да видиме во делот сензори. Тука ги гледаме надворешната температура, температурата на бойлерот, на водата која кружи во системот, како и температурата од наизменувачот на топлина. Потоа температура на влезната вода, тоа е вратената температура во нашиот систем и таа обично кога е над 18 степени тогаш компресорот надвор се вклучува да работи. Потоа имаме информација за температурата на фреонот, а ако свртиме подоле ќе видиме инфо и за протокот и притисокот на водата. Тука немаме информации за нив, бидејќи ова ни е вклучена демо верзија на пумпата.